Слушај, Арис, камерата и радарот за превенција на судири сакам стално да ти се ко нови. Ако возачот не изреагира на предупредувањето, тогаш сопираш автоматски ти. Океј? Тоа е тоа, Корола. Друже, ако возачот не ги следи линиите на патот, тогаш знаеш како е. Прво предупредување, па акција. Ако те игнорира, тогаш ти ги држиш линиите, ти остануваш внатре. Океј, држиш рамнотежа. Браво. RAV4, ти си брату голем, ти треба да пазиш и на тебе и на сите други во сообраќајот, и на тие внатре и на тие надвор. Значи знаеш како е, ти си топ спремен. Ако некој вози во спротивна лента кога не треба, му пушташ долги светла прво, ако те игнорира, тогаш ти ја превземаш работата и ти пазиш на сите. Во ред. Тоа е тоа. Јарис Крос, другар, значи сакам детекција на пешаци постојана. Алармирање веднаш. Ако не изреагира возачот, тогаш си се активираме ние сами, океј? Океј, супер, супер, сите сте спремни, тоа ми се допаѓа. Забораваш уште нешто за сите Тојоти, значи дечки чуваме автоматски безбедно растојание од тие пред нас и од тие зад нас. Тие и да сакаат не можат да бидат како нас. Раф, кажи. Раф. Кој види, знам дека имаш ти, како да кажем, информации, некој трач. Да, да споделиш со мене, знаеш, ама вака никој да не знае, нешто така меѓу нас кажано, ама така нешто мрсно, а? Кажи. Абе, шо знам? Никому нема да кажам, ти викам, ке си остане меѓу нас. Сигурно? Да ти верувам? 100%, значи никој нема да знае. Ајде ка си ми другар ептен. Значи види вака. Ова што викаат на телевизија нема врска. Значи правата причина со Русија и со Украина е... Каква Русија, каква Украина, дај нешто интересно, некоја бе јака информација, да вреди нешто? Да вреди? Па така кажи. И па окей, не купуе биткоин сега. Купи точно на... Дај не ме зафркави, значи каков коин, каков битпазар, те прашувам, мрсно нешто да ми кажеш, човече. Значи онака најтајни работи сакаш да знаеш, баш тајни? Тоа, ајде, кажи. И па вака сега види. Баш преска ми кажа, ама ова ти е 100% сигурно. И? Значи на следното лото 7-те броеви се 5, 7... Какво лото, каква Русија, какви биткоини, Украини, што ти е на тебе? Абе кажи на лоба кој е дечко, со кој се мува Владо Јаневски нешто, ништо не знаеш, човече, па ништо не те прашувам више, бега, ајде бе. Гледам веќе даваа знак. Спремни сме сите, спремен бендот и јас. Не држиме кочници, стискаме газ. Со чајче во раче, гасиме жет. Да ви кажам што ќе гледате, одиме со ред. А за АЦ македонски гости ние во сегмент. Б е за бендо денес свири во ге. В е за жаре, нема време. А Г е ге карпет гости ние. Ведрана сега ќе прави дармар. Почнуваме одма, од ова нема ќар. Имаме фина емисија подготвена за вас, ќе започнеме со нешто интересно. Имено секогаш ни велат, знаете ли што ви фали во емисијата, да може да се јавуваме ние гледачите, па да си позбориме на одредена тема, како што има на 24, на Сител, на Телма, на други емисии, на Канал 5, на ТВ Сонце и на секој друг медиум кај нас со префикс од телевизија. И време е да ви го возможиме тоа. Па, дами и господа, еве, за прв пат одиме во соседното студио, таму го поставивме ова исто, нашиот водител е подготвен, ќе ви пуштиме и телефон, јавувајте се, повелете, кажете си што си имате во нашата контактна емисија. Добар ден. Ве поздравувам од студиото на ТВ69. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Зап за Зап. Нема да должам многу, темата е веќе јасна. Еве ја напишана подолу и ќе замолам да се придржувате кон истата во текот на јавувањето. Воспротивно ќе бидете исклучени или прекинати во своето излагање. Одиме со првиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Кој е вашиот коментар?
Коментар некој посебен немаме. Може ли македонецот да преживее месец со наша просечна плата? Може бе, момчеве. Зошто да не може? Со богата, скромна софра, ајварче, чушче, френче, разиграно лутивче. Богата трпез. Па шта фали Македонија? Милијардима евровима. Трудили смо се да младе луѓе не напусте родна земја. Не ве разбирам зошто зборувате на српски. Ба, ја понекад тако користим и енглески зборова. Поред, користете какви што сакате, само бидете концизни на темата. Дека сега е подобро. У последните 4 години рипна платата. Не можеме да ја фанеме. Не можеме да ја потрошиме толку колку може платата да порасте. И ќе продолже. Сега со златни чини јадеме. Од 5000 денари. Златно време, златно. Така. Значи, потполно сте задоволен од создадените услови за живење тука. Рака на срце, задоволен сум. Во ред ви благодарам. Одиме со следниот гледач. Добар ден, во програма сте. Ја пак сум на линијата. Ако не се лажам, вие само што го завршивте разговорот. Јас сум навикнат така да се исклучам да си отидам и пак да се јавам. Веројатно сте пензионер, господине, па имате време на претек. Впрочем, од каде ни се јавувате? Од југоисточна, северна Македонија. Пардон. Така некако, во пензија. Сега и дека повеќе време имаме. Па да го пополнеме, вртеме на контакт емисии, воземе мотори. Ве поздравувам, народе, ве поздравувам. Ве поздравувам и јас и се надевам дека сега и навистина ќе одиме со следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добар ден. Би сакал да се надовозам на претходниот Повелете. гледач. Имено, зборуваше дека последниве 4 години био златен период за Македонија. Па би сакал да фашам, за какво злато тоа зборува? Да не мисли можеби на бижутерија подолговечено. Сите знаеме кога беше златниот период во Македонија. Во 2014-та, кога никна сите оние убави згради, театри, споменици и поштади. На таа импозантност во градењето можеше и Октавијан Август да подзавиди, ако веќе толку го споменувате тој златен период. Имавме собствена империја. Каролина Гочева со хеликоптер се спушташе на 8 септември да пее на толпа луѓе собрани на поштадот од цела Македонија, достоинствено празнувајќи го големиот празник. А сега половина од луѓето ги нема. Иселени се. Па еве, драги мои, и јас самиот сум иселен. И тој господинот, пред малку, се дрзна да го нарекува ова златен период. Самота. Што да речем другосен самота? Во ред, не возбудувајте се. Гледам дека со страст зборувате за старото време. Ако, нели добро ве разбрав, рековте дека сте иселен. Така, еве веќе 5 години, како и секој македонец, запавче епи за подобар живот, сеќата си ја побарав во странство. Конечно, алелуја, дојдовме до темата, мислам. Нашата плата и дали македонецот може да живее нели со неа или сепак треба да се одлучи на некои такви чекори како вашите и да ја напушти државата. Патем речено се надевам дека не ви е скапа линијата од странство. Вака, со ваква вадина политика, тешко е да се живее во Македонија. Толкава криза немало. Стигнавме до девеќе за едно јаболко да молиме од бугарите да ни дадат. Сеќа во Македонија оставив неколку станови, па ако некогаш се ватам, ако се смени нешто, да можам да ги издавам под кирија и на тој начин да живеам. Инаку вака со било која работа друга... Во ред, ви благодарам. Ова ве беше едно поразлично размислување во споредба со она на претходниот гледач. Од режија ми јавува дека немаме уште многу време, така да одиме брзо со уште едно кусо јавување. Повелете. Добар ден. Дали македонецот може да преживее со просечна македонска плата? Да, дали може да преживее, тоа е прашањето. Дали може да преживее, ве кажете. Господине, вие треба да го изнесете вашето мислење. Вие сте водител, ја правите емисијата, поставувате прашања, очекувате гледачите да ви дадат одговор. Па ајде ви се молам, каква емисија е тоа? Кога очекувате одговор од гледачите, вие како водител треба да им ги дадете одговорите на сите гледачи, бидејќи вие, а и тие имаат право да ја знаат вистината.
Во ред, господине, ве молам искористете го времето на темата. Времето. Велите времето. Што е всушност времето за вас? Дали може би тоа е пари, како што гласи истоимената мисла на Бенџамин Франклин, или тоа е нешто друго? Господине, Еве темата. кажете. Велите тема. Мислите на најкрупната воена единица во Византиското царство, воспоставена по реформата на царот Иракли. Времето. Или на тема може би како лајт мотив за зборување, еве кажете. Во ред, како што сакате. Ало, се слушаме ли? Се слушаме ли? Не. Нема одговор на моето прашање, а нема одговор ни на онаа вашето, драги гледачи. Дали македонецот може да преживее со просечна наша плата? Но одговор ќе побараме на мојот YouTube канал, бидејќи и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Убав ден, Македонијо, каде и да си. Одиме сега со сегментот кој ние го нарекуваме вести од минатото. Значи ќе чуеме, не знам како, ама ќе се вклучиме во живо од вестите од минатото и ќе ги чуеме какви се што се, не знаеме во кое минато, може баш длабоко минато, а може и нешто скоро минато. Дај ми нешто, некоја песна од скоро минато? Прекрасно. Прекрасно. Цефо е голем талент, многу го сакам. Од тебе ќе виде нешто, така да знаеш. Одиме со вестите од минатото, ни ги презентира нашиот колега Маријан. Вести од минатото. Гледате вести од минатото. Денеска сме 10.6.315 година пред нашата ера. Државниот врач ја даде редовната временска прогноза и најави дека тешки времиња ја очекуваат Македонија. Но пророчицата Мирка од друга страна објави оптимистичко пророштво во кое вели дека во 2006 година ќе се појави голем крал сличен на Александар, но со име Никола. Откако во државата се појави страшна болест која се пренесува со каснување од комарец, кралот Александар наложи да се воведат сертификати за прележени 3 каснувања од комарец, така наречени комар сертификати. Македонија стави вето на Грција за нејзините средоземни аспирации за проширување. А сега имаме специјален гостин во вестите, со мене е токму кралот Александар Македонски. Добра вечер, крал Александар. Добро вечер. Продолжете. Да, разбирам. Да започнеме со интервјуто. Не е проблем. Да, многу често ве ослува со Александар Велики. Зошто Велики? Веднаш ќе ти одговорам. Тоа велики е поради друга причина. Не разбираш. Ама до, го е мината не е битна. Јас сум сепак не скромен човек, така да. Ве критикуваат дека сте диктатор и дека нема слобода на говор во нашата прекрасна Македонија. До, се работи за странски пратеници кои не му мисля добро на македонскиот народ. Конкретно во даденава ситуација зборувам за грчки пратеници. Ама вистината е као широ. Таа ќе боде и на крајот ќе излезе на површината. Кажете малку повеќе за себе. Како го поменувате слободното време? Немам слободно време, сите знаат дека работам 24/7. А каде се гледате во иднината? Вака, во иднината себе си се замислувам како споменик. Споменик? Така, споменик, убав огромен споменик, поставен на плоштадот во главниот град на ова моја прекрасна Македонија. А ти ибам тоа комарците, ти ибам. Тоа беше кралот Александар, а вие гледавте вести од минатото. Ви посакувам среќна иднина и пријатна сегашност. За нашата прва гостника, водителката на G Carpet на токму оваа телевизија Канал 5. Тука е Ведрана Ѓорѓеви! Како се почувствувате, не знам. Може Се ли? гушкам. Може. Појли. Како?
Потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Мега попуст на XXL пакет од KFC. Друштво од четворица ќе се ужива во оваа топ понуда без да излезе од дома. Прсти да излежеш. Нарачај сега од KFC Delivery. Аце, секоја чест. Брзо, лесно, како секогаш. Не за џабе сум ви клиент 7 години. Тука сме кога и каде вам ви е потребно. И во продавница за пари, и онлайн. Ама тоа не е се, тие се првите со онлайн аплицирање, плюс имаат и то програма за лојално се активира од прв кредит, кажи. Да. М први, М брзи, М најдобри. Провери, М кеш. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат. Избери нов со попуст до 20%. СБДМК, за тие што создаваат. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ацо Пејовиќ, премиерно на голем, спектакуларен концерт во Скопје. 9 април, А1 арена Борис Трајковски. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
овошна чајна мешавина со брусница од Good Nature. Богатиот и полн вкус на оваа овошна мешавина ќе ве стопли во најладните денови, а ќе ве освежи во текот на летото, доколку додадете неколку коцки мраз во приготвениот чај од Good Nature. Најраните археолошки докази за згмечени семиња од пшеница помеѓу едноставни воденички камења за да се направи брашно датира од 6000 година пред наша ера. Историјата на брашното јасно покажува како некои работи, ако им дадеш доволно време, може да станат исклучителни. Исклучителни како моето брашно од Кадино, најдоброто. Скрати го времето за готвење, готви побрзо и со помалку трошоци за електрична енергија со индукцијските плочи за готвење на горење, кои имаат Power Boost функција со која 1 литар вода зогрива за 2,4 минути, а имаат и 9 степени на моќност и тајмер што нема да ви дозволи да ја загорите храната. Подгответе храна побрзо и поедноставно, заштедете енергија, имајте повеќе време за уживање во истата таа храна што ќе ја сготвите со горење. Како почна на... Знаеш, ти почна на телевизија со временска прогноза. Како некој почна да води временска прогноза? Па сигурно наше колку ведрани има во Македонија, која има 18-19 години. Знаеш друго ведро ведрано? време? Може, знам 3 ведрани, знам ведрани? и двајца ведрани имам другари. А ведран, што се Да. викаат. Па добро, може да направите бенд Да, од петорица. се дружиме ние така. Денеска Да, еднаш годишно. V6 излегува, сите што сме на ведрани ведрана. Супер. Тоа беше на Канал 5, така, временската? На Да, Канал јас 5 мислам беше. некако се ми се врти околу Канал 5 од која Па добро. почнав. Добро. Почна прво како модел, значи фешн, манекенство, Да, едно друго, да, тоа ти почнав- беше почеток. Тоа ми беше почеток, Јавен. ама траеше кратко, заради тоа што бев 4-та година средно. Имав проблем со некои професорки зашто сум модела на ревија, тоа беше во тоа време Кој уште професор беше. ја ги знам? Па се знаат, они сами ќе се препознаат. Во исто школа учевме? Да, Не. да. Озбилно? Да, во Ти беше порано правен. Борис, сега овако, Васил Лантевски. Древен. А беше Борис уште кузне од кога? Да. Ние кога учевме беше Васил Антевски. Така го знаат по старите. Кој беа тие професорки што ти правеа проблем? Не сакам да коментирам, не е битно. Што не Заборавени те се. пушта за на манекенство, мене па све ме пушта на телевизија. Мене не може да ми забрани, проблемот беше после што ме остави на полагање. Знаеме, сите четворки, петките оставаат на полагање. Па гледа, ти си поше романтен се, јас не сум Што не го толку како вклучи тебе. шармот. Па не знам како тебе На научи, ме деветка. ништо не научи. Мене не ме научи. И добро да речем тоа е трна моделството престана на брзинка, а временска кај доаѓа? Кој е тој што ти вика пробај? Имало нека кастинг на Канал 5 за временска прогноза кој да води, затоа што тоа беше првата временска прогноза со луѓе, да кажам, да не е само графика. И Ти си отида значи на кастинг, на Fair and Square. Не, имало кастинг, а јас не одбрале никој на кастингот и после Ајде. Весна Петрушевска биби беше тогаш програмски директор. Ме викна на разговор, ми рече дека Живкица Ѓурчиновска дека ме препорачале и ме праша како имаш искуство. Викам немам, знаеш да работиш на телевизија, викам знам. Како знаеш ако немаш искуство? Викам валјда не е толку тешко ќе застанеш, си збориш, нема тука што нешто Читаш, ново. не дека кажеш од памет. Кој? Се читаш или се зборуваше од памет? Не, Во немав Битола медија. 29 Не. во... Не? Си ги учеше градовите Така, колку? да, па јас ја Ги гледаш пишувам, од екран? ја ја пишувам, О, се о, правам. о, о. Излегувам надвор, вака со прсто, знаеш? Нешто од кај дуа ветар. Да видиш како што. А знаеш што беше најубаво, секој сонце кажував. Па ведро време, ведрана, не може да Ако врне кажам. надвор, како ќе кажеш дека Колешката. сонце? Се делевте Колешката, ние така? гледавме неколку дена порано, Значи, викам да. временската кога е ведра, треба да ја води ведра. Се треба да е ведро, се треба да биде во тој тон. Супер. И кога сме кај тоа, за на телевизија нели мора да се облакаме на одреден начин, не можеме баш да дојдеме како сакаме. За Супер жал, изгледаш баше некој вака. разгодно, ти благодарам. Ти благодарам. Баше некој разгодно по пижами ја се доеме. Би Колку ќе ни сакала? биде кул, да. Пижама Имаше парти. Викса на времето една емисија водеше у пижами. Озбилно? На телевизија? Да, многу давно беше. Каков цар, секој Да, чест. водеше и така беше и фактички утринска беше на телевизија и Викса ја водеше у пижами. И дури имаше и као финта и гостите доаѓаа во пижами. Многу Така јако. беше. Ја бев Да, можела и поздравувам попладено Викса, да водам Викса. во пижами. Не ти е пример стилот тој на што те гледаме на G Carpet, тој твој стил? Ти пример кога си искачаш на вечера, ручек, едно друго, не си таква? Па не баш. Не, а? Не, се уште мислам дека телевизијата кај нас не знам дали ќе го дозволи тој. А ти коментираат ли луѓе? Преска правевме му. Да, ми коментираат некогаш не во живо. Да, знаат и за фризурата и за шминката и за тоа како сум облечена, се знаат да искоментираат, ама тоа Да ти е речат секогаш веќе така меродавно. не ведран. Да, немој така. Ме разочара, ми рече сега на баба пред некој ден, ама исто ми рече дека сум многу убава така што нема врска, тоа Па се сега за нешто вкусовите не дава, се нешто дискутира. зема бабата, Така е. како?
И не е проблем, заради тоа што нормално вкусовите се дискутабилни, на секому се свија едно, на некому се свија друго и тоа е тоа. Добро, ама твојот стил е по-спортски? Сакам Да. кажеш, по-така Спорт, лежерен? кежуал. Па еве, денеска сум доена во мој стил скроз. И ако се испеглана сум, често пати знам и не испеглана. Некоја свадба помеѓу пижама и класа. Така некако. Ова е пижама со високо образование. И колку добро Да речем. звучи. Нели? Со постдипломски студии. Многу убаво. Фала ти, баш ми се допаѓа што Добро. се чувствувам како да I сум like дома. it. Нека тебе, него еве во студио, кај некој тука. Двоседот е убав. Да, и удобно ми е. Кажи ми вака сега, ја водите со Миро емисијата втора сезона, така? И се случуваат секакви работи на снимање. Нешто последно што се случило непредвидено, од многу веројатно работи што се непредвидени, стандардна работа околу телевизија. Која е таа? Некоја последна што ќе ти текне нешто, така кај што сте морале да реагирате брзо, во моментот? Па да, па ни откажа еднаш еден гостин, што 5 е до многу 12 се јави? чудно, да, не се јави. Крена жена му на телефон и кажа, Не се јави? на емисија треба да дојде. Отиде другар му да го зема од аеродром. Викам, супер. Среќа да работиме од таква добра телевизија, па имаме колеги кои што сите познати и се интересни како гости за Кој ви помогна? публиката. Па, мислам дека од тој момент беше Тања Стојановска, ако не се Спикерката. лажам, да, она е секогаш и прекрасна за муабет и супер изгледа и снимале како да се навистина снајдете. често пати. Да, Снимате во Канал 5. Да. Фактички, добро, тоа е добро. Не се, мислам, имаше пцуење, имаше нервоза, имаше као... Па нешто да го пцуеме, човекот си отишол на аеродром, сега тоа е тоа. Си го Ама работа. нема врска, си има работа, со лесна нека му е, него. Секој со врските. Тоа е тоа, Некој треба емисија да снима. Снимамо, си има друга работа, се што може да направиме тука? Ама водителството како такво не ти е примерна професија, наречеме. Така и паралелно дури имаш и работи кои што си ги тераш освен водење емисија, така? Да, па сега последните 5 години јас не работев на телевизија, работев како маркетинг агент. А Продажба сега? на маркетинг простор да кажем. И сега го работам се уште тоа затоа што сум фриленсер сега. Добро. Така што имам доволно време да си го организирам, да си правам што сакам. А што е тоа со туризмот? Тоа е па трета работа? Да, тоа Нешто? работев пред неколку години. Имам лиценца за туристички придружник и Тоа тоа што го значи, работев водич? во една Или не? Водич може да бидеш само во сопствената земја, а туристички придружник значи кога можеш да носиш Одиш тури негде. надвор од земјата, да. И Па не кај можеш си да била, да знаеш. речеме? Тогаш во Грција само работев. Аха. Значи годиш се враќаш одма, не седиш таму. ти не остануваш со групата, Не, ако одиш негде подалеку, сега ќе почнам за некој месец, здравје Боже, со една агенција, да, ќе одиш и остануваш таму. И има Не веќе ме план држи место. кај да се оди? Да. Кај ќе одиш? Па веројатно Малдиви. Придружник на Малдиви? Да. Тоа е веќе добро. Таму ќе останеш тоа е, некое да, време. Сигурно ќе останам таму. А која е најдалечна земја кај што си била не професионално, него така приватно на шетање или било што? Која е некоја нај? Кореја. Валјда јужнава. Јужна, да, у Добро. северната не примаат валјда. И да, Кореја. И да не примаат, не знаеме дали ќе си отидеме. Ќе се отидеме ние веројатно. Може и да не задржат. Нас нема шанси, Што викаш, не пари ќе држат? да само да одат А чекаш, што бараш во Јужна Кореја? Беше Таа беше одмор? многу одамна. Не имав врска една... Со кореец? Не. Професионална деформација на воител, ти уште не си... Чекај, уште ова да те прашам. Не, со македонец, тоа беше еден дечко кој што имаше договор таму фудбалер. И така, ме праша, ќе дојдеш со мене и јас да, све за љубов, не рибите. Без памет сме биле малце во тоа. Такви се време. рибите? Да. Така, Се не, залетуваат? за љубов не сме размислувале многу, до 30 години сега колку толку размислуваме. И така, многу убаво си поменав, да ти кажам, сите ми викаа, кога ќе стигнеш таму, некои културолошки шокови, она викам, не, ако се вратив го добив. Таму супер беше, да. Мислам, се беше средано некако, сите, дури многу мирно, да, немаше онака никаков хаос, викам, дај нешто направите да биде интересно. Да, нека се случи драма. Се ви е средано. Браво, а што беше најонака неочекувано? Во споредба со Македонија, македонци, култура, табиет, што беше онака тотално различно? Па, например, не се поздравуваат со рака. Се јас не знам каква е културата, да, јас се одам пружам рака. Са и овде некој тебе да ти климне, кога ќе дојде ти ќе му климнеш, нема ти упорно тоа да му пружаш рака, мислам така. Добро, а они знаат дека сум ја од Европа. Ја пружам рака. Валја не личиш на Корејка. Валјда, не знам. Не ми веруваат дека ми е косата виткана. Што мислеа? Така поменуваат ја 2 метри коша. Они немаат виткана коса. Не, значи они не веруваат дека воопшто бела раса дека они се виткаш. Викам, луѓе, не се виткам, дојдаме више од бања излегувам со виткана коса. И што викаат они, ќе дојдам.
Не се баш како Балканците. Не се замараат толку. Тоа беше интересно и што беше друго интересно, да, прават многу пластични операции. Сакаат да личат на бела раса, што е баш чудно, не знам, некако Кога речеш многу како онака 7 од 10 луѓе има направено операција? Значи културата има на 18-19 години, са статистики нема правена, меѓутоа на 18-19 години за роденден им купуваат ваучери за да прават да си ги еболчниците да си ги кренат, да си ги отворат очите, да не им бидат посини, да личат малце на европјани, мислам на бела раса, не само на европјани. Или сепак вештачки изгледа така? Не изгледа воопшто, не можеш ни да приметиш дека нешто прават. На телевизија сите што работат сите имаат направено. Такви работи си мислела ли воопшто, пример, кога ќе дојде некојаш време да си речеш, знаеш, годините ме стигаат, би направила тако нешто? Какво? Па како естетска хирургија, едно друго, не знам како точниот назив. Се би направила што направи срекна. Да. А си размислува или уште ти е рано за такви работи? Не мислиш? Па не си мислам. Си мислам, уште немам смислено. Што би стала прво? Што е нај-лоу левел во почнување во таа градација? Филер? Да, зборам и ваква не ботокс во челото, веројатно ќе се ставам еден ден. Тоа е за брчки, така? Да. Ама ти имаш ставено? Како не? Нон-стоп. Зашо нема? Следно коса ќе ставам. Да, коса. Не, па не можеш да ги мрдаш вака. Како? Можеме, како не можем? Можеш, да, ја можам. Само не ги мрдам. Да, паметно ти е тоа, нема можеш да ставаш ботокс. За крај еве да те прашам, бидејќи водителство спомнавме. Туризам спомнавме. Што спомнавме уште нешто? Пластика, маркетинг спомнавме. Политика не спомнавме. А беше и политичар. А беше и политичар. Не бев политичар, сега до политичар тоа имам уште многу. Како не, како го викаш човек што е кандидат на парламентарни избори 19-ти на листата на ВМРО ДПМН? Па некако сум многу забавна за да бидам политичар. Во 2012 година? Да, бев 2011. Беше долгогодишен член на ВМРО па? Не бев. Тоа беше многу кратко, така во 2-3 месеци. Кратко почна, кратко заврши. Политичар на рентање. Ти знај ми ја. Не, па не бев ни политичар, не можам да кажам дека сум била политичар. Вајде извади книжка, иначе како не може да бидеш кандидат без книжка, човече? Не се сеќавам, нешто сум се збунала. Без книжка кандидат? Не знам, стварно не се сеќавам дали имам книжка. А еве за сите млади кои што сакаат да бидат на листа, како се прави тоа? Одиш во штаб, чукаш, здраво, Ведрана Ѓорѓевиќ. Не знаеш како се најде на листа? Не знам. Значи стана наредниот ден и се гледаш на... Не, ме викна, кај бев во диско негде, некој што го знам. И вака и така, да, ме праша дали те познава некој, ја им кажав да, сакаш ли да дојдеш да разговараш и така почнавме да, Диме Спасов беше тогаш на УМС председател. Диме Спасов, да. И со кој зборев? Па со Диме зборев, да. И толку. Како беше тоа искуство сена се земено? Па супер, секој искуство и добро и лошо, се е добро искуство, а тоа ми беше супер. Многу работи научив. 3 месеци. Па толку беше, да. Пошто не планирав да се бавам понатаму со тоа. А ти кажа, ти добра си, ајде да продолжи или нешто, имаше муавет за... Не, никој ништо не ми кажа, да ти кажам. Ни добра си, ни лоша си, ништо не ми кажа. Без фидбек. Да, се преориентира во нешто друго и така спонтано излезе. Не беше ништо ни... Како што не беше фамозен и почетокот, така не беше ни крајот. Па добро. Па ништо страшно. Не мора све драми да има. Не мора, зашто да има драми. Нешто нека биде и така. така. Македонија, нека биде нешто така популистка, нека си отиде. Нека биде. Не, пошто не знам, сите очекуваа нешто партиски вработување, вамо тамо не сум се ни вработила никогаш, ни државно, ни партиски, ни никако, така што немаше никаква фама околу тоа. Да. Иако некогаш можеби ете пак би се бавела, некогаш тамо негде, не знам. Кога те најдат во диско пак, да те викнат. Да, не може да ме најдат во диско. Нема толку дискотеки, сега се кријам по звучника. Викам да не ме најде пак некој тука да имаме. Слушай, ти викни си некој политичар во емисија и не бе се викнав, пак не ме вика. Ти пак не викна? Сама викне ВМРО, никој не му текнува да ме викне, џабе. Заборавиле дека 2012 одамне. Да. Вака сега таман ќе се потсетат. Со среќа до крај на сезоната со G Carpet планови за наредна сезона е рано да се збори, така мислам. Рано се збори, може нема да прекинеме да правиме пауза, ќе видиме како ќе може да се тера лето.
Па ако се родат уште 100 луѓе на страдава, мислам дека ќе терам и лето. Мислам дека тоа малце потешко. Нека се гледа нешто на телевизија, супер. Па не, мислам дека ако не се нашиве емисии вака да се расположиме, малце да се насмееме, па макар и глупост некоја да истресеме, дека веќе не остана што да се смееме. Ведрана, поздрави го Миро, со среќа до крај на сезоната, па нека терате и лето како што велиш. За крај имаме една игрица која ја игравме, еве сега ја пуштаме во монтажа пред неколку години со Дејан Лилич и Благој Веселинов. Идејата на Благој на Баже беше како да го играме ова погоди го шишето. Ние не сме играле одамна, мене ме боли кичмата, тоа е прекрасен предуслов за оваа игра. И сега ќе ја изиграме јас и Ведрана да видиме кој прв ќе го погоди шишето и кој ќе си отиде дома со најдоброто од Македонија, Good Nature и Златен Даб, пакетче од едно, пакетче од друго. Значи, ти имаш пенкало, ја имам пенкало, ти имаш шишенце, јас имам шишенце. Многу е проста работата. Вметни го шишенцето во пенкалото или обратно, кога сакаш пенкалото во шишенцето, без да го допреме пенкалцето. Тоа е тоа. Моето пенкалце се наоѓа тука. Еве еден мал хинт ќе ти дам, прво да го смириш пенкалцето. Па да, зашто се мафта многу. И од прилика тоа е тоа. Чекај вака странично. Ја не го ни гледам. Јас ја имам играно играва. А ти веќе си знаеш како? Мислам дека сум во предност поради тоа. Јас сум блиску. Чекај, маце, не ми кажеш дали имаме награда, нема мотивација. Да, тоа е наградата, тие даботи да и се Good одберам. Nature-от. Не, двете. Двете, супер. Чекај, сега подруго е. Чекај да го смирам само малку. Ја ќе победам. Блиску сум. Значи, не, те гледам. Те гледам на плочките. Стави! Кај стави? Стави! Да не си... Победив! Да не си ставил. Победив! Те видов. Не! Те видов, ова не Немаше го направи лажење. пред 2 години, те видов. Немаше лажење. Епа ништо, еве и јас го ставив. Еве го. G Carpet секоја недела во подно последен. И сабота и недела, 19:30. Секоја сабота и недела, а сега ова што го гледате, ако го гледате на Канал 5, после ова иде Ведрана, нема да е исто облечена, замислете. Нема и со друга фризура ќе биде сигурно. Сигурно, така да интересно. 1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла ќерката на султанот и му рекла: "За мене ова?" Ево ова е чај, друже. Браво. А шо зборев? И време е за втората наша гостинка. По некоја случајност се презиви исто како студиото во кое што снима еден на еден со години студиото се вика Скендеровски, таа се презива Скендеровски, а се вика Бојана! Опа! Добре дојде во студиото кое ти е многу познато. Да, добро ве најдов. Многу ти е познато. Убаво студио, убаво светла. Мене многу ми се допаѓа, да видам искрено. Улица Македонија овде помина многу разговори и Точно. гости. Многу разговори, многу приказни, понекогаш солзи, понекогаш На смење. луѓето да им биде појасно, значи кога се снима во едно студио, се снимаат и повеќе емисии, не дека како ова е фиксно Каде тука. само на жарен, значи така е јасно. Ова све се разместува, луѓе. Значи ние завршуваме и ова го нема. Да, баш така. Друго нешто се става. Да. Како дојде приказкава со студио, сериозно? Мислам, од каде, бидејќи нема кај нас во Македонија, немаме многу студија. Од каде дојде сето тоа? Како беше? Може ли да ни раскажеш? Не знам Зоре, кога си го зборила тоа. Никогаш. Па идејата не беше ни моја воопшто, искрено. Добро. Иако сум дело да приказнава со естрада 20 години, не дека сум многу стара него, затоа што многу рано почнав. Па ти победи на Макфест баш пред 20 години. Да, скоро 20-19. И идејата беше токму на мојот сопруг, кој што беше во сосема друг бизнис и немаше врска со ова што се случува сега денес и за ова што го работиме, туку си е менаџер по природа и веројатно е увиде можност.
Па да, каде што јас не ја гледав. Во Македонија во принцип немаме некоја Ти во благо тоа на време климата. водеше веќе? Да, веќе водев. Значи веќе си беше дел од едно друго. ТВ продукции, емисии, водителство. Точно. И сопругот ти вика, слушај, кога више водиш, Ќе влагаме во овој бизнис. Ја викам, каде во овој бизнис? Знаеш ли каде живееме? Не е Америка, ова е Македонија. Знаеш какви се цените, условите, нема многу ентертејмент шоу бизнис. да. Не, Кој ако ќе направиме снима толку? Еве Жаре ќе снима. Ја. Не, па добро, првата приказна беше Жаре ќе дојде од мака и нас. Да. И готово. Значи Жаре ќе дојде од мака и нас и после ќе биде полесно. Да. Ама не испадна така. Па, види, сега да не испадне дека сум кај тебе во Не, не. емисија и те фалам, искрено многу ни беше добар старт тоа што како бренд дојде кај нас во продукцијата и ни помогна многу. Беше добар пиар. Искрено зборам, супер си е условите и се до тоа што го правиме тука години и години, значи колку више 4-5 години кога што тераме. Да, баш така. Си снимаме, никогаш немало никаков проблем. И знаеш, многу често сме снимале еден ден ти, па следниот ден јас. Знаеш, такви имало полно. Ама искрено и не сте екипа која што има премногу, веројатно самото тоа што сте веќе бренд и што го правите ова со години ве прави да бидете поедноставни. Секогаш имало приказни, доаѓаат луѓе кои што се прв пат во оваа работа, па бараат ова, па бараат тоа и секако ние мораме да го исполниме, но искуството и големината е сосема друга приказна кога Тој аспект се кои се барања. најлесни? Знаеш како гледаш, дали ги делиш на професии, примерно нака лупам, глумци, политичари, спортисти, не Да. знам што, има некои што се полесни од други за соработка, како ги доживуваш? Најтешки се естрадата, да се разбереме од старт. Пејачи пример? Да. Добро. Најтешки се тие затоа што кога си во естрада, нели као пејач, мислиш дека многу се разбираш од студиски работи. А тоа нема врска едно со друго. Ти си едно на сцена си пееш таму настап, тоа е една приказна, а кога влагаш во студио е сосема друга. И тука треба друга организација, други технички лица. И сега, они нешто виделе на телевизија, таму нешто им се допаѓало некаде, го виделе, са тука ако може ние века од овде да го ставиме. Да. И тука имаме мали недоразбирање, но нели купувачот е секогаш во право и се трудиме да ги задоволиме. По принцип се они малку потешки за работа. Кога си ја правиш собствената емисија, пример, знаеш, во позиција на човек што ги вика, односно доаѓаат кај тебе, и тука исто се тие по така захтевни, по терсене. А демек не знаеш? Не сам знаеш како си правиме. Па искрено да ти кажам, ја претходно кога бев од страна на естрадава, не ги сваќав ни водителите, ни новинарите, сосема другачие гледав на нештата, но не си во тој филм. Така е, кога дојдов од другава страна и кога сватив дека треба да барам гости од македонскава сцена, сватив колку е тоа тешко. Затоа што сме многу чуден менталитет. Многу често ми се случувало и изненадувачки, особено од мојата фела, колеги да речеме. Забавна естрада, да, со народњаците многу поедноставно, не знам зошто, не сакам да ги делам, ама многу поедноставно сме се договарале отколку со нашата фела и често пати имало јави ми се во петок, па во понеделник, па идната среда, па сега не ми е не ми се појавува сега на телевизија, не ми е сега периодов. Тоа никош не го разбрав како може еден лик кој што се занимава со естрада, кој што треба промовира, да се промовира себе си, да не му е сега баш. Во продукција планирање се. Без планирање ништо. Баш така. Така, кога има изненадување, не е добро. Да, и тогаш буквално си ја ставаш суетата и егото во тегла и настапува делот каде што Сега во која фаза си, знаеш, на страна мајчинство, сопруг, брак и така натаму, овој да речам естрадниот живот, имаш нова песна и спот. Точно. Тоа знаме, ајде да речеме за тоа, зад завесите се вика. Така е. Има што е приказкава со спотов сега, може да ни раскажеш и ние го гледаме во меѓувреме. Па спотот е артистичен, малку е поразличен. Нетипичен, малку е чуден, на моменти имам коментари, малку е морбиден. Зашто мораше маски да ги носиме 2 години ти да ги ставиш и на спот. А ти што им одговараш? Па ја одговарам дека тоа е нашата реалност со суштина и сега некако не можеме да ја избегнеме. Принц направи спот со символики, испреплетene со символики во сите 4 сцени. Александар Истовски. Така, он е голем уметник и јас не му се мешав, искрено сакам да си го прави тоа како што мисли тој. Приказната е дека дали е реално она што го живееме на сцена, значи не само естраднава сцена, него животната сцена. Дали сме реално тоа? Ние. Како реагираме? Колку искреност во живењето.
колку сме емпатични, дали информациите кои што ги примаме околу нас, а сега све е дигитално и онлайн, дали се реални баш така како што ни се пласирани или само така ги пиеме без да размислиме дали се вистина. Така да зад зависите има многу работи. Филозофија тука, да. Има филозофии, сега малку е тешка за почеток, вака одма да ја примиш, ама треба малку повеќе да ја слушаш. Нека прослушаат 3-4 пати, па тоа беше и поентата, да. Точно. Макфест го спомнавме пред некој време, како рече 19, значи години, рече си 20. Да. Ти победи како дебитант, да. Што ретко се случува. Имаше ли тога, знаеш, како те прифатија фактички кога доаѓаш апропо мето естрада, колеги, едно друго. Сега доаѓа од нигде никаде некоја девојка, победува уште, беше прифатена, не беше, не, чувствуваше дека можеби има завист, нешто. Имаше доста реперкусии тој период затоа што буквално од нигде никаде после М2 се појавувам на една сцена макфестовска, тогаш естрада. Најголема сцена. Па буквално сите хитови на забавна музика што значат нешто беа. Најголемиот фестивал, најважниот. Ја одеднаш победувам прва вечер, втора и финалето веќе беше известно, некако валјда енергијата, некоја што знам што се беше нова и заради тоа и луѓето го препознаа во тој момент. Јас тогаш со 19 години мислев дека се е онака розово, се е убаво, сега ќе си пеам, ќе леле победи, се ќе биде прекрасно и тогаш сватив што значи критика. Се сеќавам дека имаше емисии Весна Бејли. Само 19 години. Да, само 19 години имав и бев полна со очекувања, но тогаш онака ме спушти тоа на земја дека естрадата Реалноста е многу по Па да, не е така едноставно, не е све розово, дека ти мора да бидеш карактер, мора да се изградиш, зашто не е едноставно баш да пливаш. Некојаш ќе ти дојде на некој буквално да му ја плеснеш една од глупостите што ги изнапишал и изнакажал за тебе, но треба да се концентрираш и да сватиш дека тој дел од естрадата и треба да се носиш. Најголема глупост што пишува околу победата? Па дека Најшто нема вистина. Најсмешно беше делот дека татко ми носел автобуси со гласачи. Како политичка партија си. Буквално, он беше пред времето изгледа во наводници, па. Учеа од него. А смешно беше дека наградата беше 70.000 денари, кои што делевме тројца луѓе, значи не беше ништо. Што збориш? Да, за делење, кој знае што. А добро, престижот е голем. Да, тогаш на вистина имаше тежина. Значи, ако победиш на тој фестивал, дефинитивно е друга веќе приказна. Да. И автобуси, значи, си носел за гласа? Да, но дека носел автобуси, дека сме имале организирано. Беше смешно. Тогаш ме повредуваше. Некако беше чудно. Викам, не си била млада. Значи, буквално онака си кажеш, не, како ќе докажам сега ја на сите овие луѓе. Ти тогаш фактички си факултет, веројатно. Да. Тогаш беше запишана. Како победничка на Макфест оди на факс, знаеш, како ти се сеќавањата од тоа време? Тешки. Кој знае како било? Знаеш како беше? Се запишав на економски факултет, врска нема со тоа што јас сакав да го правам во животот, но А што сакаше да водиш? Па јас сакав да беше ти онака да си бираш само. Па ја да требаше да бирам, јас дефинитивно прво ќе учев валјда нижо музичко, па средно музичко, па факултет или евентуално ќе запишев јазици. Добро. Ама тогаш некако веројатно родителите беа, татко ми беше по-авторитативен, да. Тато беше со идеја да бидам економист. Тоа никош во животот него ни работев. Претпоставам како него. Да, он е ревизор и он мислеше дека јас треба тоа да го работам, тоа е најисплатливо. Нормално постапките на тато ќе се оди. Да, и знам дека требаше да пеам на фестивали, татко ми каже, ако значи сега решавај таму сметководство, таму книжењата. Добро. Да ги решиш задачите, зашто ако Лукмилов ако не го пројдеш. Нема фестивал. Нема Макфест. Нема спотови, нема се занесуваш таму ти тоа музики, шо мислиш тоа во Македонија нема тоа, ништо не баш. Фати си ревизијата ти. И така некако тераше на почетокот работа. Добро, помина си заврши ти економски фактички. Па јас завршив, ама никогаш во животот тоа не го... Полу со сила, што се вика некако. Па да, знаеш како викаат старите пемпеле, мора да имаш. Да. Значи, што се не се занесува Тутурутката да се донесе дома. Да, ама никогаш во животот не може да се замислам во канцеларија со... Мислам, секоја чест за да, работат, некој си го сака, апсолутно, да. Но јас некако не се гледав таму. Добро. А М2 па сега ми спомна, имајќи го ова во предвид што го збориме, имајќи предвид ова, те пуштија на М2 со понака нај... А не, таа приказно никогаш не беше така. Значи, ја морав да се кријам. Како ти да не М2?
Па, се сеќавам дека Билјана Секуловска водеше вести на еден тоа време и тоа беше нешто, значи ние тоаш во светот слушавме дека има идол, нели, такви американски American Got Talent. Во Македонија се случува сега, не. Прв пат беше, тоа беше најпрво нешто. Најпрво нешто и тоа беше као вау, у Америка и кај нас. Бомба беше тука, Иво Јанковски гостуваше кај Билјана Секуловска, замислете на вести, и се дешава сега ова. И јас викам да се пријавам, не ќе се пријавам дома, што ќе кажам, како ќе им кажам, они ќе му тепаат. Значи нема шанси да пројде ова. 16-17 веројатно. 18. Аха, добро. И се пријавам јас на им двој и викам 1300 луѓе, нема шанси овдека. Прв пат во живот застанувам пред микрофон, ја не знам што значи микрофон, не знам што значи матрица, не знам што значи монитор пред мене, не знам да се слушам, пеам по дома, си пеам. Сите ние други. Пред огледало. И влагам во први стол. Добро. Послед некоја една недела. Вајде те видео на телевизија веќе. Не, немаше уште. Уште немаше, значи сето тоа беше само во МКЦ се случува, големи аудиции, ние пееме, сега не знаеме што ќе се случи, влагаме во први стол. Уште нема ништо на телевизија, додека не и ми се јавуваат дека ќе влезам во 10 финалисти. 10 најдобри, последни што се. Точно, меѓу кои Елена Ристовска, Пилева, Туна, тоа е таа генерација. Ја викам, ја морам, значи ја морам да им кажам. Што ова иде на МТВ. Да, сите го гледаат. Има концерт во Универзална во 8 и тоа сите ќе го гледаат. Точно. Не се ни сеќавам како им обавестив, само знам дека беше ама не се занесувај сега ти со ова. Оди само сега тоа што ќе биде концертот. Ајде дека у 10 си стигнала као окей. Оди во тоа сега што ќе биде на крај на декември и после не се занесувај, фаќа факултетот. Зашто со тоа нема ништо. Ама најсмешно беше после сите тие реперкусии. Ја ги разбирам од денешен аспект како родители. Веројатно им поминувало, поминува низ глава секакви приказни, ја ги разбирам. Така е. Сакаш најдобро за детето, едноставно. Така е, мислам, не е лесно, овој естрадниот живот е малце поинаков и треба да си силен и валјда да имаш и заштита. Тринаесет сезони еден на еден, многу гости, многу приказни. А кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Те промени ли тоа брак, семејство, тие работи, онака Многу. Те издрмали? Да, многу. Да, знаеш што е така на некој кој што е помлад, условно некоја ете девојка, знаеш што е во да речам убава среќна врска, размислува за брак, што би кажа, што би ја посоветувала, знаеш? Како гледаш на тие работи? Дека не треба да се плашат од бракот како момент, односно нешто што ќе ги врзе. Значи, бракот е партнерство, бракот е делење на добро, на лошо. Се ова звучи малку како клише, но многу најголемите клишеа се најголеми вистини. Искрено мене многу ме промени, особено кога станав и мајка, а претходно и кога го најдов човекот со кој што можам да делам многу нешта во животот, пред кој што можам да бидам јас. Многу нешто се промени, а некоја нова димензија добив, затоа што ние сега живееме еден поинаков живот. Малку сме повеќе себични од што треба. Мислиме дека бракот е нешто кое што нас ќе не ограничи. Значи ние нема да можеме да го правиме ова или она. Се плашиме, но не сваќаме дека со вистинската личност нештата ќе бидат многу поедноставни. Затоа што јас сум барем човек кој што не може наместо да те затвори ќе те ослободи. Така е, значи мене ми е базата дома. Јас без таа база ништо во животот не можам да правам. Не знам, човек сум кој што сака да функционира во пар, сакам да делам работи. Така да ја ги охрабрувам дека на тоа треба да гледат малку поинаку. Да не гледат. Како се запознавте со Васко? Па се запознавме на многу смешно место. Тука ли е Васко негде, да? Не е тука, избега изгледа неќе да ја слуша приказна. И него. Те поздравуваме. Он внимателно следи да види што ќе се каже овдека и прашањата дали се тие што се договори. Слушај, ти не знаеш, а уствари овде ми збори цело време. Сега прашаја како се запознавме. Па се запознавме кај него на работа во фабрика, замисли, во Тетово. Мислам, јас... Ајде! Шо бараше ти? Да бидам светководителка, се шалам. Не. Се пријавим. Не, случајно преку наш пријател кој што беше дел од страда, ме однесе кај него, сега не знам, може и он му рекол да ме донесе, не знам.
Добро. Тој Добро. вели не, ама... Он вика случајно било. Добро. И ти одиш, добро, разгледуваш тука, работат луѓето. Да, прво мислев дека воопшто не е тип за мене. Некако не го ставав ни во тој фолдер, некако едноставно мислев дека не знам, веројатно бев во друг филм. Потоа кога го запознав подобро, сватив дека ги има сите оние особини кои што... Значи не си некоја што суди на прва. Дава шанса на луѓе од ова што Да, гледам. не судам. Така, Така, сакам да ги запознам луѓето и плюс не сум човек што има предрасуди. Значи не сум човек кој што одма по изглед, па сега нова работи, па И да мора го да е ставиш во тако. фолдер, може и да го извадиш. Не го после. оставив таму негде така нешто. Година дена така го наблюдував. Добро. И така се случија тие работи. Па добро, баш убаво. И еве, знаеш, сега ем соработници, ем брачни партнери и тоа некоја знае да е проблематично, ама па знае и да биде и многу... Не, драго ми е што тој убаво. некако го прифати тоа што јас сакам да го правам. Значи тој е човек кој што ме прифати мене како човек и знаеше што мене ме прави среќна и Тоа е најважно. буквално го промени онат својот таргет, тоа што го стави на страна и реши да ме поддржува и да го работиме ова заедно и мислам дека сме успешно приказни. Јас ви посакувам уште многу да си траете и ние уште многу со Ај, вас да дај си тераме Боже. тука вака да си уживаме во ова прекрасно студио кај што си снимаме со години и години. Ќе го поздравиме вас кој таму горе, нели сега му мафтаме. Да, ти благодарам за што ни дозволи нели да правиме муавет. Фала за сугерирањето вувце. Песната се вика Зад завесите, спотот да си го видат од Александар Истовски принц, Така. да го видат 2, 3, 4 па и 5 пати. И да мислат малку пофилозофски. Така. Следната песна ќе биде малку поедноставна, ви ветувам. Ето, Не мора така. многу да размислувате. И како што не суди Бојана, и вие не судите од прва, него втора, трета, четврта, Баш видете така. ја пораката. Тоа е тоа. И со улица Македонија па има ли планови нешто? Па Жоре, не знам, искрено ти кажам, сега сум концентрирана на ова. Тоа е нешто што ми одзема многу концентрација, си ја Како сакам, не е така ми е, тоа, драго ми е, си го сакам тој формат телевизиски, но во моментов сум посветена на ова. Затоа потоа. Ти благодарам што дојде. Многу ми е мило што беше тука. Ние знаеш си имаме ритуалче. Знаеш дека на 13 сите. години те чекав да ме викнеш во емисија. Јас 13 години чекав да те поканам. И не знам што ти текна на крајот. Мислам, не дај Боже да ти е ова крајот. Види, замисли па да испадне стварно крајот од некоја чудна Не причина. дај Боже да гризам јазик. Фала ти што Good ме Nature покани. и Златен Даб, Прилевска пивара и Алкалоид. Ти благодарам и сега знаеш, така е редот. Да. Треба, не е за џабе микрофонот, нешто да испееме. Што сакаш да испееме? Што можеме да испееме така, нешто без проба? Не сме пробувале, не сме се ни договориле. Ќе беше глупо да не запееме за крај. Да, мора да се запее. Јас сум ретро тип, ќе пееме нешто. Што сите што го знаат, Мојата дај. омилена фаза на музиката 80s. Is this Добро. love? Можеме. А пред крајот ние знаете што правиме со нашите стари сценарија кога ќе снимаме емисија, си ги фрламе тука и си одат на рециклирање. Затоа и вие бидете одговорни и рециклирајте и сортирајте отпад, фрлајте си хартија во хартија, пластика со пластика, стакло со стакло, исто така и фрлајте ги во сите обележани места од пакомак. Да бидеме одговорни, нашата планета е една и да си ја чуваме. А сега си ја завршуваме ова еден на еден со песна на најдобар можен начин. Како рековме, Is This Love? Така, Is This Love, супер. У некоја чудна верзија, за прв пат ја свириме. Оп, така, одиме. Is This Love, бендот наш и Бојана. I should have known better that I let you go alone.
the feeling I've been this way before, but with you I found the key to open any door. I can feel my love for you.